по-офанзивно. Неговите дилеми уште пред почетокот, дали да го постави Милошевиќ, дали да игра Ѓокиќ, па Македонија да игра по-офанзивно, сепак во последниот момент се одлучи да го постави Милошевиќ, но еве во второто полувреме шанса му дава на Ѓокиќ, кој што е одличен стрелец, и да видиме како чионира нападната репрезентација во вториот дел од оваа средба. Екипа Македонија, а играч номер 6 Ѓокиќ и Лопо Стајновски. Напад што го има романската репрезентација. Попеску во првото полувреме стрелецот на трите гола во Скопје беше добро чуван, немаше простор за игра, меѓутоа одлични беа Галка, Шербан, Молдован и тие наоѓаа начин како да ја доведат во тешки искушенија нашата одбрана. Думитреску. Со број 7 Захариевски. Ќе видиме во второто полувреме дали Ѓокиќ има поголем придонес од што го имаше Шаиновски. Нашите репрезентативци во првото полувреме има една шанса. Меѓутоа имавме многу среќа, бидејќи романската репрезентација имаше неколку зрели прилики. Романците водат со 2:0. За чиста и здрава вода. Солис. Комбинација меѓу Добош и Думитреску. Пред Думитреску Љупчо Марковски. Галка. А еве сега на почетокот од второто полувреме одличен удар и одлична одбрана на Илич. По пети пат романците ја опатуваат топката од аволот. И по низа грешки до топката дојде Шачири. Топката изфрли Гоце Седловски. Седловски како професионалец игра во екипата на Хајдук од Сплит. Во нашиот 16-тник се најде Виорел Молдован. Ѓокиќ. Мило Савов. Фаулиран е Ѓокиќ. Слободен удар за нашата репрезентација. Не успеа Захариевски да влезе во оваа комбинација со Треневски. Милошевиќ и сега Илич. Непопуларно, но во овој момент единствено изфрлање топката на овој начин од нашиот 16-тник. Ѓокиќ. Захариевски.
Николовски. И еве сега една добра комбинација, меѓутоа запрена е со една офсайд позиција, на што покажаа турските судии. Резултатот е 2-0. More relaxed, more free. Maddock, original jeans. Средината на теренот, меѓутоа тешко ја преплуваа топката до 16-етникот на романската репрезентација. Топката е досудена за романците. Инаку селекторот на Романија, Ангел Јорданеску, е член на техничката комисија на УЕФА, која сочинуваат врвни тренери, кои што расправаат за најновите техничко-тактички замисли. Често се состануваат, тогаш е јасно, селекторот Јорданеску. Резултатот е 2-1. Сигурно дека доколку нашите фудбалери продолжат со офанзивна игра во второто полувреме, може би ќе можат да сторат и нешто повеќе. Ново е нов предизвик пак за романците. Милосавов. Захариевски. Потполно ја отворија играта нашите фудбалери. Еве сега нова шанса на спротивната страна, меѓутоа тамо со број 9 Христов не успеа да ја задржи оваа топка. Останува 2-1 за Романија, меѓутоа романците сега веќе поинаку гледаат на играта на нашата репрезентација. Сега и тие како да се повлекоа, гледате селекторот Јорданеску се дигна од клупата и тоа е знак дека нешто се менува на теренот во односот на силите. Не успеа да ја задржи оваа топка Шербан. Прилика за нашите репрезентативци. Шакири. Романците се побрзи во стартот. Побрзо се ослободуваат од топката, меѓутоа и тие често грешат. Марковски. Ѓокич. Милосавов. Ѓокич. Запрена е оваа акција, досуден и слободен удар. Select. За чиста и здрава вода. Solis. Бегаше од офсайд позиција Николовски, поради тоа ја препушти оваа топка. А сега е направен прекусот во оној круг на средината на теренот. Фаулиран Недо Митровски. Доволно блеско. Био Реал Молдован, член на екипата на Grasshopper од Цирих. The most wanted jeans in 1997. Collins, wear your jeans. Христов. Илије, пред него Николовски. Илије бараше простор за шут и топката отиде далеку од нашиот гол.
Останува 2-1 за Романија. Металекс Кавадарци. И тоа на свој терен пред своите гледачи. Се чувствува се поголема сигурност во играта на нашата репрезентација. Захариевски имаше 20 слободни играчи на левата страна, тамо беа Тренешки и Шачири. Слободен удар, фаул направи Милошевиќ. Не е присутен никаков страв од големиот романски тим. Нашите фудбалери играат по-слободно во второто полувреме, ја отворија играта и со голот на Ѓокиć. Сомалија! Саша Илич на голот на нашата репрезентација воедно и најдобар гол. Иако прими 2 гола во тие ситуации не можеше ништо да стори. Играјте спортска прогноза. Беше сомнителен, тоа останува на душата на судијата Сотак Месинец од Турција. Но романците првото полувреме го завршија во своја полза со 2-0, а почетокот од второто полувреме припадна на нашите репрезентативи. Со голот на Ѓокиć го намалија резултатот на 2-1. Сега комбинираат Христови Милосавов. Корнер за нашата репрезентација. Втор корнер за нашата репрезентација. Еден беше изведен во првото полувреме. Сега се стиče Илије. Ѓокиć. Захариевски, Николовски, Шачири и сепак топката од Вуал. Романија Македонија 2-1, стрелци на головите за Романија Молдован од пенал и Галка со оној силен удар. За Македонија голот го постигна Ѓокиć. Преку раскош до восхит, италијански и словенечки мебел од оплеменето дрво со интарзија и фирентински мозаик. Нешто вечно, како вашата љубов, како тете мебел. Без оглед како ќе заврши оваа средба во Букуреш меѓу Романија и Македонија, нашата репрезентација ги задржува своите шанси за второто место. Се остануваат уште оние мечеви со Литванија. Првиот на 6 септември во Скопје, реваншот е во Литванија. Думитрешку. Селимеш. И повторно топката дојде до Селимеш. Овој пат интервенираше Милосавов. Шардоне, квалитет
преточен во задоволство. Поватање. Водат со 3-1. Милосавов. Марковски. Милосавов. Това е третиот корнер за нашата репрезентација. Романците изведуваат 7 корнери. Водат со 3-1. Милосавов. Шакири. Офсайд позиција. Зад нашата одбрамбена линија се најде Адриан Илиев. Марковски. Милосавов. Джокич. Како да немаше со кого да влезе во комбинација Джокич, така мрежа. Барем еднаш во денот сите луѓе помислуваат на исто. Момент, ќе ми текне. Еспресо кафе Агроплод. Марковски. Милосавов. Ништо не може да им се забележи на нашите фудбалери, тие се борат колку можат. Пред себе имаат еден одличен состав. Во овие моменти се обидуваат да се надигруваат. Квалитетот е на страната на романците, меѓутоа мора да се признае дека нашиот состав сепак остава впечаток на талентирани играчи, сега веќе со позначително меѓународно искуство, па и на тактички план зрело игра повеќе од 20 минути од првото полувреме, но романците со своето искуство, со еден ваков квалитетен состав, успеа да направат превага и во играта на теренот, и во резултатот, и сега веќе имаат убедлива предност од 4-1. Гледачите со аплаузи поздравуваат акциите на романската репрезентација. Тоа е знак дека домакините може да бидат наполно задоволни со играта и резултатот. Сигурни се патници на светското првенство во завршницата на светскиот шампионат и топката е преди да се заврши крај головот. Останува 4-1 за Романија. Захариевски. Треневски. Каквото простравје да сите видови дрво е латот. Уште една измена во нашата репрезентација. Излегува Захариевски, излегува Треневски. Во игра со број 12 Мемеди и со број 14 Милошевски.
едниот и другиот се искусни фудбалери и дали ќе можат да подобрат играта на нашата репрезентација, иако до крајот не останува уште многу. Изминува 71-та минута. Значи уште 19 минути до крај. Галка, сега Молдован, стрелец на 2 гола за романската репрезентација, Думитреску. Шакири. Успеа да ја задржат оваа топка нашите репрезентативци. Контранапад што го води Думитреску. Думитреску. Аплауз на отворена сцена за играта со број 11 во романската репрезентација. На спротивната страна остана да лежи еден од нашите репрезентативци, односно романските репрезентативци. Дојде голманот Стелеа и сега му пружаат помош. Штити и одвикнува. Анти Никотеа. Алек игра во Белгија во екипата на Андерлехт. Романците во овој момент се со играч помалку, а еве видовте во оваа акција фаулиран беше од страна на Христов и во овој момент селимеше вон играта. Сега во игра влезува повредениот Селимеш, романците се комплексни. Галка. Продан. Петреску, повторно продан. Галка. Стрелец на најубавиот гол. Табион, спреј против опаѓање на коса, Сабореа и Перу. Се подготвува измена и во романската репрезентација. Данијете на опитните Чукотарију. На последните и европски и светски првенства и на мечевите во европските купови можеше да се забележат чести измени. Тоа се толкува
Na ovaj način sovremeniот fudbal ima brz ritam na igrata, golema agresivnost, pressing, mnogo se trča, se otvora prostor, nikoj ne stoji, dominira kolektivna igra, to je golem napor za site и селекторите ги менуваат играчите во тимовите, а се сеќавате шпанците на Европското првенство, дури од 22 играчи на две средби продефилираа дури со 19. Може да се каже дека и овој меч во Букурешт меѓу Романија и Македонија има едно силно темпо, посебно кога е во прашање романскиот тим кој постојано така игра со сите противници, а реков и на нашите репрезентативци не може многу да им се забележи, бидејќи тие чинат се, но пред себе имаат една квалитетна репрезентација, една од најдобрите во Европа. Марковски, Илич и сега Милосавов. Думитреску е расположен за игра, за дриблинг, постигна еден гол. Ристов ја исфрли топката вон играта, останаа двајца играчи да лежат теренот, нашиот Милосавов и еден играч во романската репрезентација. Истрпувачко темпо, еве Думитреску се придикна. Ово беше жесток дуел меѓу Милосавов и Думитреску. Тешко е да се каже, да се работи за посериозна повреда на нашиот репрезентативец Милосавов. Романецот е јасно, он може да продолжи да игра, а во овој момент нашата репрезентација се игра помалку. Хаджиевски изврши 3 замени, а Милосавов се врати во игра. Сега е комплетен и нашиот тим. Мемеди. Илие. Романската репрезентација е максимално физички подготвена, брзи се во сите стартови, имаат брза игра, нивното водство од 4-1 за Турција. Ѓорѓе Крајогаров.
4-1 za Romanija. Kraj ove Anu je igrati na romanska reprezentacija. Georgije Krajove Anu igra se prvi od meč u Skopje. Dobra intervencija na Stelea. Topkата je upati Miloševski. Je сега kako brzo je isvrlen zad našата odbrana Krajove Anu. Brzo reagiraše, međutim nemaše i pozicija da ja upati topkата kon голот, но iznudi korner. To je 8. od korner za Romanija. Akcija беше бекот на романската репрезентација Дан Петреску. Останува 4-1. Neповни 5 минути до крајот, Романија Македонија 4-1. Може би потајно очекувавме и повеќе, но ако веќе на романците нашата репрезентација успеа да им го даде првиот гол, нека остане тоа како задоволство во овој меч на стадионот на СТАУ во Букурешт. Останува и фактот дека пред себе имавме подобар тим, еден од водечките европски репрезентативни состави. Романците заслужено го обезбедија пласманот во завршницата на светското првенство идната година во Франција. За нашата репрезентација останува тешка задача. Остануваат оние два меча против Литванија и јасно нашите фудбалери имаат шанса да ја задржат втората позиција, но потоа ќе влезат во оној круг второпласирани репрезентации, фудбалски гиганти, фудбалски дивови. Задоволство ќе биде доколку можеме да ја гледаме во Скопје една Австрија или Грција или Хрватска или можеби Англија. Да не ги побројувам уште другите кои што се на втората позиција во преостанатите 8 групи. Можеме да кажеме дека македонската репрезентација полека влегува во оној круг тимови кои што стекнуваат значително меѓународно искуство, а јасно е дека имаме талентирани фудбалери. Резултатот од 4-1, кој што во овој момент гласи во полза на романската репрезентација, не треба да биде разотворување за нас. Сега од игра излезе Галка, стрелец на оној прекрасен и тоа беше првиот контакт на Габи Попеску. Тој е член на Универзитетот од Крајова. Се ближи
Кон крајот, ова реванш средба меѓу Романија и Македонија, првиот меч романците го решија во своја полза во Скопје на 14 декември минатата година. Јасно беше дека се големи фаворити во овој меч. Водството од 4-1 ја одразува нивната предност во однос на нашата репрезентација, но и нашиот тим во одделни моменти пред романската публика имаше што да покаже, посебно во првиот дел од првото полувреме. Џокиќ ги подгреа надежите кога го намали резултатот на 2-1. Нов корнер за нашата репрезентација. И сега романците брзо се трансформираат во овој напад, кај Леану, односно тамо и Габи Попеску, и топката заврши во раците на нашиот голман Саша Ивич. Седловски. Повторно Седловски. Некако како да беше отсечен на левата страна, сега дојде само на оваа позиција, каде што може повеќе да учествува во играта. Но ово се последните моменти на стадионот на Стеауа во Букурешт. Шербан. Сакаше малку да се поигра, да дрибла. Крај Леан. Романскиот селектор Јорданеску има широк избор на врвни играчи. Романците ќе играат значителна улога на светскиот шампионат во Сантијаго. Да подсетам, 1994 година беа пети. Со малку поголема спортска среќа, романците можеа да влезат и меѓу 4 најдобри репрезентации. Габи Попеску. Во нападот се најде и Петреску. Шутираше Адријан Илија. И формално романците како да го чекаат крајот на овој меч. Тие смета на висока победа, но потајно исправува од нашата репрезентација. Дали тоа може да се свати само како спортски гест, како куртоазија, но во секој случај квалитетот беше на страна на романскиот тим. Думитреску. Петреску. Собот. Крај Леану. Одземена топка, Мило Саво во напад. Може ли нешто да се стори од ова? Шакири. Петреску. Измина полни 90 минути од играта меѓу Романија и Македонија. Романија води со 4-1. Во првото полувреме судијата Токат Метин играта ја продолжи за 2 минути. Слично ќе се случи и во второто полувреме.
Nova šansa za romantice i dobra intervencija na Markovski. Šakiri. Đokić. Beševo sendvičot među dvajte romanski reprezentativci. Teško možeše da je zadrži ova topka ili da je kontrolira. Šedlovski. I сега nekontrolirano izvrlena topka na tribiните. Еве измина 1 минута и 30 секунди повеќе од на предвидено време за еден судовски мач. Но мечот ќе трае малку што се кажа судијата. Đokić покажа дека е врвен стрелец. На мајсторски начин успеа да ја смести топката, добро ја контролираше. Ова акција со Мемеди и Đokić го намали резултатот на 4-2. Милошевски, Đokić. Тоа е веќе паника за романските репрезентативци кога топката се ја прифати Đokić. Еве уште една шанса. Телеја го напушти голот, меѓутоа одбиената топка заврши вон теренот и им припаѓа на романските репрезентативци. Убаво започната акција од Милошевски, а во овој момент крај на оваа средба. Победа на романската репрезентација од 4-2. Нашите фудбалери на моменти играа добро, но заслужена победа на домашната репрезентација.